Со сојузниците на НАТО во Вашингтон минатата недела на самитот на кој се одбележа 75 годишнината од Трансатлантската алијанса, украинскиот председател Володимир Зеленски се врати на Капитол Хил, потсетувајќи ги американските законодавци на важноста на поддршката за Украина. I hope that if people of America Се надевам дека ако американците гласаат за председателот Трамп, неговата политика кон Украина нема да се промени. Предпоставениот републикански кандидат Доналд Трамп минатата недела го повтори своето тврдење дека земјите членки на НАТО не го плаќаат својот фер дел. Плаќавме речиси целосно за НАТО и реков тоа е неправедно, но не сакав да правам голема збрка. Но клучниот сојузник на Трамп во Капитол Хил, председателот на представничкиот дом Майк Џонсон, рече дека поддршката за Украина е клучна за САД во големото надворешно политичко обраќање минатата недела. Во Европа Путин јасно стави до знаење дека неговите планови не запираат со Украина. Тој се споредува себе си со царот Петар Велики и можете да го прочитате неговиот есеј за обновувањето на Руската империја. Империја која ги вклучила нашите војни партнери во Вилнус, Хелсинки и Варшава. Во обраќањето беа наведени приоритетите на надворешната политика на републиканците, додека гласачите одлучуваат кој ќе ги контролира двата дома на Конгресот на САД во следните 2 години. Џонсон рече дека втора администрација на Бајден ќе биде опасност на глобално ниво. Тој овласти надворешно политички естаблишмент кој е недопирлив, кој има агенда многу поинаква од онаа што ни е потребна во моментов. Нивната агенда е за уште еднаш смирување, извинување и помирување. Многу поинаква порака од онаа што ја пренесе американскиот председател Џо Бајден на самитот. Можеме и ќе ја браниме секоја педа од територијата на НАТО и тоа ќе го направиме заедно. Предходно оваа година, Конгресот на САД одобри 60 милиарди долари помош за Украина и покрај противењата на многу конзервативни законодавци.